ние вече. Да појдеме од поново време да одиме кон постаро, ако се согласуваш. Имаш една книга која вели вака: македонското потекло на некој од американските претседатели. Под американските претседатели се подразбира претседатели на Соединетите американски држави. Да, нормално. Така? Да. Како доаѓаш до... И еве да кажем, ајде, има ли 4-5 атрактивни имиња? Еве актуелниот претседател. Па, да, И апсолутно, да, Джордж Буш, да. Видите вака, као прво, овој наслов е многу, да не кажам провокативен. Веднаш кај луѓето предизвикува сомнеш, но јас се навикнав на тоа. Јас ако, не знам дали знаете, се извинувам што пак со овие се обрекам, не знам дали знаеш дека јас пред неколку години објавив книга за директните денешни потомци на цар Самуил. Во книгата посочив дека и кралицата Елизабета е директен потомок по една од родословните линии, од илјадниците родословни линии, што таа ги има на цар Самуил. Овде никој, речиси никој многу малку поверува, да, никој не реагира. Се доека книгата не објавив на англиски, се доека не пратив примерок на кралицата Елизабета и се доека таа не ми одговори со писмо дека ми се заблагодарува. Дали она го потврди тоа? Да. Тоа писмо што ја го добив, кое многу медиуми го објавија, меѓу кои токму на Канал 5 беше ударна вест во ударните вести нивни во тој ден пред 2 години. Таа ми се заблагодари за историските податци што ја ги објавив во таа книга. Тогаш сите почнаа да ми честитаат, да ми се браво. Да. Добро? Да, и ова е слично нешто. Значи, јас веднаш ќе кажам, накратко, дека ова е кратка емисија за многу теми ќе зборуваме, многу накратко ќе кажам. Јас не тврдам дека тие американски претседатели се македонци. Далеко од думата да се тврди тоа. Но, што направив јас? Нивните официјални биографи тврдат дека тие 11 претседатели, што јас овде ги спомнувам, меѓу кои се таткото и синот Џорџ Буш, Никсон, да, имале директно потекло од некој од средновековните европски семејства. Лози. И тоа е докажано со факти во американската историографија. Они и самите си го тврдат тоа по нивното родовно стабло, така? Јас тие европски семејства, барајки низ родословните табели, најдов роднински врски со византиските средновековни семејства. Преку на тие византиски средновековни семејства, се одиме наназад во историјата, најдов роднински врски со некои од ерменските средновековни семејства. Тие ерменски средновековни и веќе антички семејства, тоа е во првите векови по Христа, тие имале своји роднински врски со династијата на Селевкидите, која што потекнува од генералот на Александар Македонски, што се викал Селевк, а тој пак имал роднински врски со Птолемеите, преку меѓусебни мажења и женења. Да. Тие пак се поврзани директно со династијата на Филип и Александар Македонски. Сега, овде ќе кажеме една многу важна работа. Секој човек во себе содржи крвта од илјадници, десетици, па и стотици илјади своји предци. Замислите вие колку имате прадедовци, вашата баба има 20 родители, тие имат пуше по 20 и така натаму. Значи, јас не тврдам дека американските претседатели се македонци, но дека, по една родословна нитка, од 100.000 што тој ги има, некоја далечна ДНК е... Па не се разбирам во ДНК, но дека може да се докаже, да се понудат докази официјални од родословните табели, дека е поврзана со античко-македонската династија. Преку династијата на Птолемеите, преку династијата на Селевкидите, керка од Селевкидите се омажила во ерменската династија, нивните предци, односно потомци се оженили и омажили во византиската, византиските во средноевропските и следното време. И тоа се е докажано во книгата генерација по генерација. И за такви најде за 12 председатели? За 11. 11, овде го гледам. Овде се сите на сликата прикажани. Ова е Рузвелт, тука се двајцата Бушовци, тука е Џорџ Вашингтон, тука е Ричард Никсон. Значи, све супер познати имиња од нивната... Прати до нив? До американската амбасада или до американскиот Стейт Департмент? До американскиот председател пратив примерок, до ЦИА пратив. И до американската амбасада, меѓутоа одговор нема како нема одговор како британската граница, нема одговор.
Книгата е објавена и на англиски и во моментот правам напори со некои американски издавачи Да се објави. да се таа е објавена на англиски, но во скромен тираж, бидејќи јас да повторам, јас сум како што рековте вие, Индијана Джонс, тоа е добра споредба. Јас сум самостоен борец, сам се борам, сам се снаоѓам со средства. Да, тука сме многу блиски сме тука. Да. Значи, американците немаат одговор, да не е тоа причина што градот во Кала амбасада во Скопје, не е, бидејќи се по потекло во Македонија. Велиш, како се чувствуваше кога одговори британската кралица? Сепак е тоа, знаеш, светски регент, нели? Да. Ја писмото го добив овде во... Тие се уште се сметаат за империја. Да. Тие се континентот, се друго е остров, нели? Да, британците има свој ментален склоп, има. Неспорно е дека тие се светска велесила и мене многу ме тоа израдува тоа писмо. И јас ќе кажам... Значи, некој внимава на илјадници писма, книги, брошури, што таму доаѓаат. Да, па ја тоа го реков и кога ми стигна писмото. Таа прима секој ден стотици, илјадници. Да, и книги, и разни подароци. Таа работа ако одговара на сите. Да. Само за тоа што има служба, одговор, да. Има некоја служба која селектира, па доаѓа до суштина. Да. Видите да ви кажам една работа. Ние мораме да се ориентираме кон центрите на моќ во светот, без разлика дали ги сакаме или не. Тоа се Америка, Велика Британија и уште неколку држави. Мораме ние со се што можеме да влијаме врз нив, затоа што од нив зависи судбината на светот. Секој што ни се спортиста видовме како што ги снајде. Почнувајќи од Афганистан, од Ирак и така натаму. Да кажеме Милошевич и така натаму. Некоја друга идеја, да кажеме потекло, да кажеме македонско потекло на некој од руските председатели, Да. Руските председатели, не, но руската царска династија, да. Има во оваа книга денешните потомци на Античко-македонската царска династија. Има понудено докази за роднински врски, иако далечни, нормално не тврдам дека е тоа македонско чисто потекло. И со руската царска династија на Романови, и со холандското кралско семејство, со шведското, со норвешкото, со шпанското и со сите други. Ако е, да не речам сега да употребам едноставни зборови, ако е паметна нашата држава, таа би финансирала во тоа да се преведат тие... Кога те слушам истото си мислам сега да британската кралица има, да кажеме да е цар само, примерно не знам што, да кажеме, не знам, турчин, италијанец, грк, тие тоа ќе го користат на сите звона, ќе направат музеј. Ако сака некој да помогне да се тие книги објават во соодветните држави, бидејќи тие држави се членки на Европската унија, тие ја креираат политиката во светот и иднината на светот, а нивните монарци не се за запоставување. Не, сигурно дека. Сигурно дека Норвешка, дека кралското семејство во Норвешка или во Шведска или во Шпанија има влијание врз соодветната надворешна политика. И тоа ја сакам да го кажам. Ние треба да ги јавноста во западните земји да ги условно кажано напаѓаме со историски податоци, но не директно за Македонија, туку со историски податоци во кој е поврзана и нивната историја. На интелигентен начин да се дојде. Ја во книгата за роднинската врска помеѓу цар само за британската кралица. Немојте мислите дека ја само таа врска ја поставив. Ја таму објавив цела историја за Македонија. Која е Македонија? Зошто е поделена? Да. Индиректно таа сакала или не ќе ја прочита историјата на Македонија. Исто и со овие кралски семејства. Ние не сме свесни што можеме да добиеме со сето тоа. Но јас сам како поединец тоа не сум моќен да го направам. Тоа се потребни средства. Еве еден ентузијаст се зафати на дански да преведува книга што ја специјално подготви за роднинската врска помеѓу Античко-македонската династија и данската кралица. Но кој знае што ќе испадне од сето тоа?